Добра вечер, почитувани гледачи. Време е за Заспија ако можеш со Драган Милосављевиќ и Горан Момировски, кој што во овој момент се наоѓа во Прилеп, каде што се одржува или веќе заврши последниот митинг на ВМРО-ДПМН и неговата коалиција пред почетокот на изборниот мол кој што стапува на сила точно на полнок. Ќе се обидеме, Горан, да го вклучиме од Прилеп барем на кратко, да покаже дел од атмосферата која е возможно и впечатоци од последниот митинг, а вечерва мој гости се 20 исклучително искусни луѓе. Теологот од Битола Плуми Велију, добра вечер. Добро вечер. Благодарам на поканата. И Љубомир Ѓурчевски, Љубомир Ѓурчевски, поранешен началник во МВР. Добра вечер. Добро вечер, гледачите. Да. Големо задоволство е да ви имаме вечерва во студиото. Се наоѓаме буквално на час и 25 минути пред почетокот на изборниот молк. Ми се чини дека партиите кажа се што имаат да кажат, можеби повеќе од тоа. И сега влегуваме во овој период во кој што ќе им се остави простор на граѓаните да размислуваат што ќе прават до среда наутро, кога ќе може да го дадат својот глас и на парламентарните и на вториот круг од претседателските избори. Првиот круг кажува сам по себе многу, ако сме искрени, меѓутоа сепак факт е дека во вториот круг на претседателските, а и на парламентарните се почнува од нула и секој ќе може да избере онака како што мисли. Господине Плуми Велију, вие сте често пати наш гост, многу ми е мило за тоа. Веднаш да почнеме од вас. Како ја оценувате вие кампања во последниве, па не се 20, туку 35 дена од прилика, бидејќи почна, нели, поради претседателските избори. Можете ли да дадете ваков еден сублимат на што се ова личеше? Благодарам на поканата прво. Секако, ако ми дозволите, би сакал на сите припадници на православното христијанство во Република Македонија да им го честитам големиот христијански празник Великден, да им посакам мир, благосостојба, радост и секако успеси во понатамошниот живот, а на сите останати им посакувам благосостојба исто така, односно добра волја. Секако дека кампањата, јас би рекол, не дека траеше 20 или 35 дена, таа трае веќе од нова година па наваму. Кратко јасно би можел да кажам дека сите чинители во политиката едноставно до вечера можеме да кажеме дека ни ја скроја судбината, ни ветија блескава иднина и во секој случај минималец од 1000 евра. Апсолутно. Меѓутоа сето тоа не со поголемиот дел на, поготово оние кои се уште се на власт, значи не она што тие ќе го одработат во наредниот период, туку се со она дека Европа ќе ни го направи сето ова, Европа ќе ни го овозможи сето ова, Европа ќе не однесе во еден живот на од бајките. Према мене, она што јас досега сум го сватил од сите овие ветувања и изборувања и борба за Европа, не Европски фронт, не Европска иднина, не ваква иднина, онаква иднина, можам да кажам и мој заклучок е дека во моментот влезот на Република Македонија во Европска Унија е една обична фикција, односно посакувана, ама невозможна предпоставка, затоа што предпоставките обично ете со еден кочијашки јазик да се употребам, е чиста заебанција, затоа што ние до ден денес не сме направиле ништо за влез во Европа. Односно, освен она што декларативно го зборуваме, реално, конкретно во секојдневниот живот, нашите граѓани не почувствувале ништо, почнувајќи од корупцијата, од криминалот, правосудниот систем, од системските закони, па од самото излегување на улица, од комуналните предпријатија, водоводните предпријатија. Значи, едноставно, нашиот граѓанин не почувствувал ништо што би рекол дека сме направиле еден чекор кон Европската Унија. Напротив, можеме да броиме чекори наназад кои не оттурнуваат подалеку од Европската Унија и подалеку од Европската Унија. Така да, фикцијата останува и понатаму
се надевам, верувам дека во секој случај промените ќе се случат, значи промените под она што досега сме го видели и секако резултатите од првиот круг на претседателските избори веќе точно утврдија дека кој ќе биде избран за да јас не би рекол да ја владее Македонија, затоа што владењето, ако некој е владетел, треба да има и владеани луѓе, односно луѓе со кои треба да се владее. Ние не сме робови, не живееме во едно робовласничко општество, мислам, барем декларативно сме такви, декларативно да ја сме води такви. државата, еве, да избереме. Ете да ја води или управува државата. Верувам дека ќе има измени и да не остане само на она, дај Боже да има измени, затоа што ако ние самите не се промениме, не можеме да направиме и да очекуваме ништо. Јас ќе се извинувам да ќе искористам и еден цитат од Куран, каде што возвишениот Аллах вели: навистина Аллах нема да ја смени положбата на еден народ, да ја промени положбата на еден народ, се додека тој народ не се смени сами од себе си. Значи, ние треба сами да се смениме, да знаеме кого избираме, зошто избираме, како што кажав, значи ни кројат судбината, ни кројат ова, ни ветуваат ова, а од друга страна се чувствуваат како, не дај Боже, да избираме Бог, а не да избираме луѓе кои едноставно треба да бидат во наша служба. Така, Бог не се избира, а за луѓето ќе видиме. Сега во овој момент го имам Горан на линија од Прилеп, таму кога што гледам, буквално во овој момент завршува последниот митинг на ВМРО ДПМН. Горан, дали се слушаме јас и ти? Ова е малку специфична околност. Јас се слушам, се разбира, атмосферата е позитивна, дотринствена. Завршува последниот народен митинг на ВМРО ДПМН. Сите овде во градот Херој во Прилеп, тоа се презентација на потериците, кандидати за потерици на ВМРО ДПМН од секоја изборна единица. Тоа е голем број од другите кандидати, нити потерици. Кандидатот на председател за Република Македонија, Гордана Тадапова, како и кандидатот на премиер, Кристијан Мицкоски. Сокрено да речам, достоинствена атмосфера, огромен број на луѓе од делегацијот состав во Прилеп, што можете сами да видите. Пораките се тие што ги слушаме во секот на силната кампања, пораките се добивуваат со надеж за истина, би рекол. Немаше класични политички напади, политичките противници, се разбира реториката на ВМРО ДПМН е позната, нема да има влез на следоstrama и тујдата влада што ќе ја предводи Кристијан Мицкоски, но гребно собствено идеи, иницијативи за подобра идеја на Македонија, не толку за она што се сопати можеме да го гледаме во кампањата, напади врз политичките противници. Повеќе се работи за визија што ќе се случува за Македонија по 9 мај. Интересни говори има и Гордана Тадапова, и лидерот на ВМРО ДПМН Кристијан Мицкоски, останатите подпредседателот на ВМРО ДПМН Садан Николовски, носител на листа во изборна единица. Треба да се анализираат во текот на редниве, неколку денови се разбира, со нашите гости во студиото вечерва повеќе пати се анализирале и се чини дека нема опасност за некаква ескалација во деновите што престојат од тоа што може да се види овде. Инсистирам на тоа дека атмосферата е достоинствена и мирна, нема радикални изјави, нема тензии и мислам дека сите во Македонија се среќу дека на 9 мај ќе почнат промени, имаме нова влада и дека Македонија има шанса која што ќе користи, а шансата е да продолжи со мирен развој поправен за Европската унија, се разбира во нашите дестине. Да не должам многу, овде во Прилеп завршува големиот народен митинг, што, би рекол, весела атмосфера на моменти, састав на голем број од македонските музички звезди, нешто што не е само класичен политички настав. Имаше, би рекол, и на некој начин народна забава овде во Прилеп, што е, барем досега од моето искуство, невообичаено. Тоа, според мене, е порака дека работата меѓу македонските граѓани, македонскиот народ е веќе завршена.
дека веќе се знае кој е победникот и кој е тој што ќе ја прави идната влада, што до некаде по наследба денеска на Христијан Мицкоски по Армен Таравари дава веќе известност, би рекол, за тоа што се случува во Македонија, а тоа ќе се случува и мора да се случи на мирен начин. Претпоставувам дека нашите гости во студиото ќе анализираат можеби за безбедносните предизвици, анализираат и други теми кои што се важни, како на пример пораката што дојде денеска од Косово, од Приштина, каде што спикерот на Косовскиот парламент Конјуца индиректно даде поддршка за Стево Пендаровски, другиот кандидат за председател на Македонија, но индиректно влезе во некаков студио со Армен Таравари и со представниците на Влен. Но дека биде тоа прегледа дебата во студиото, да сега толку од мене Горан Момировски од големиот народен митинг на ВМРО-ДПМН во Прилеп. Поздрав до сите наши гледачи. Ова е крај на кампањата, ова емисија се разбира следува молствот и гласањето во сред. Ти благодарам, Горан, за вклучувањето од Прилеп. Интересна ситуација, Горан, во делот во одговор, на некој начин надоважа на вие што го зборувавте, во смисол веќе не се зборува околу тоа кој ќе победува на кампањата, туку се зборува што ќе прават тие што утре, задутре, за еден месец едно ќе имаат можност да ја водат државата, не да ја владеат, владее некој друг, за тоа целосно се согласуваме. Меѓутоа, беа испратени повеќе пораки последни денови од различни актери на сцената. Еве сега да ангажираме вас, господине Ѓучевски, вие сте човек со долгодецениско искуство во МВР. И да преминеме директно на темата, онаа која што провејува во воздухот. Постои ли можност по овие избори, со известни резултати мора да признаеме, да дојде до некакви зголемување на тензиите, за жал, зборувам за жал, затоа што секогаш кога доаѓа до избори, до некакви прекројување на околностите во Македонија во политичкиот момент, излегуваат на виделина тие пораки на страв дека сега некој нешто ќе направи, некој нешто ќе направи дестабилизација, некој ќе предизвика некаков лом и ќе ја доведе во прашање, ако не државата, тогаш мирот, а мирот е основата на една држава. Видете, јас за повеќе медиуми во последниве 4-5 месеци имам направено и имам зборувано доста во делот на безбедносните ризици кои што може да ни се случат како во време на кампањава, така за време на изборите, на одржување, значи на денот на изборите, така исто така и во периодот после изборите, односно во периодот на составување на владата и сите оние состојби кои што ги очекуваме. Факт е едно дека за време на кампањата беа искажани многу невкусни, реториката беше многу невкусна, заканувачка и така натака, која што генерално продуцират безбедносен ризик. Значи не викаме дека може да се случи, но викаме дека има основ за некаков безбедносен ризик, кој што безбедносен ризик во понатамошна фаза, значи може да доведите и до инциденти, нарушување на јавниот ред и мир и така натака. Значи тоа можеше да се прочитат и во особено кај досегашната владеачка структура на ДУИ, која што е веќе 20 на години перманентно во владата. Ние не зборуваме за инциденти во смисол некој негде тамо, ние зборуваме за само за да завршам, зашто ова го кажувам, затоа што последната изјава на господинот Бујар Османи одеше во насока дека доколку ДУИ не влези во составот на идната нова влада која што би се формирала, значи тогаш се можни и поголеми безбедносни ризици и на тоа денеска доби после средбата Таравари Мицкоски, значи доби еден многу убав одговор во кој што одговор беше порачано дека да, можни се такви безбедносни ризици, но затоа постојат институции, значи постојат полиција, војска, обвинителство, суд и така натака, кои што се должни да овозможат нормално функционирање на уставниот поредок на целата територија на Република Македонија, без разлика на сите оние безбедносни ризици, нели тоа истото ние ја имавме и реториката, нели со оние соопштенија на комуникеа кои што ни се појавува во 2001 година, ние и тогаш бевме свесни дека ќе имаме еден поголем конфликт, кој што поголем конфликт беше менаџиран сосема
други центри на моќ. Истото и сега викаме, но сега е разликата во тоа што центрите на моќ кои што тогаш можеби менаџираа една таква состојба, сега не се спремни да дадат согласно за едно поголемо нарушување на безбедноста во Република Македонија, со оглед нели дека безбедноста генерално е сега веќе променета за разлика од она што беше во 2001 година, и тоа им е многу јасно на сите политички чинители во Република Македонија кои што учествуваат на овие избори, и затоа сега, јас ќе се навратам на господинот што спомна, се поставуваат прашањето кој што и како одработивме во овие 20 години, и дека е дојдено време, значи, да се равчисти со криминалот, со корупцијата, со штетните состојби во образование, во здравство, во било која област од нормалното живење на граѓаните, кои што граѓани си го кажаа своето во првиот круг и очекуваме во вториот круг, нели, да излезат масовно на гласање, да си дадат на еден најдемократски начин, да си го дадат својот глас по собствено убедување, онака како што се тие убедени, а институциите да си ја завршат работата за време на изборниот ден, значи да помини мирно, достоинствено, безбедно на сите нивоа, иако, пак ќе кажам, постојат некои безбедносни ризици, има оперативни податоци за тоа, но мислам дека Министерството за внатрешни работи и техничкиот министер по многу настапи на луѓе од нашата фела од безбедноста, значи доби јасна перцепција дека како треба да ги насочуваат безбедносните служби по време и место на сите оние места каде што имаме сериозни оперативни податоци, дека би можело, не викаме че дојде, него викаме би можело да дојди до конфликтна состојба, а дека тоа може да се изведе, да се случи. Факт е она што се случи после првиот круг, кога навивачка група предводена од вице-премиер отиде на плоштадот Скендербек со цел да предизвикат инцидент, да ја предизвика другата страна. Вреди тогаш. Да, вреди, да. И тогаш така, и тогаш дојде до една умерена полициска интервенција без со потискување на масата и раздвојување на групите, се со цел, значи, да се попречи безбедносен ризик, што јас очекувам дека и на 8 и на 9 и на било кој ден дека службите ќе функционираат максимално професионално. Да. Господин Плујвелиев, ние сме во НАТО веќе 5 години и многумина велат од една страна земја во НАТО влезена е на крајот на криштата токму затоа за да биде во тој некој безбедносен чадор, но други имаат објаснување дека НАТО те штити од надвор, а не од натре. Значи, имаме примери со држави кои што меѓусебно се прилично спротивставени, како Грција и Турција, и кои што дури имаа во 70-тите години еден конфликт околу кипарското прашање, и имаме ситуации во кои што НАТО како безбедносен чадар, повторно велам, може да нуди гаранција ако не дај Боже Русија утре се реши да направи некоја глупост или не знам некој тамо. Меѓутоа внатре односите меѓу нас се решаваат на внатрешен начин. Вака, јас го почитувам размислувањето на господин Ѓурчевски. Секако полицијата, војската, другите структури кои се во рамките на безбедностите сили на државата треба да имат предвид и да предвидат се што би можело да се случи и што како да се заштити од сето тоа. Меѓутоа, во овој момент, и како јас ги гледам работите затоа што секој ден сум меѓу народот, меѓу луѓето, така да убеден сум дека освен вокабуларо, од се ова нема да има ништо, затоа што преди се никој веќе во оваа држава не е толку ненормален да си го расипе собствениот рајот, односно има толку многу проблеми, луѓето не можат да преживуваат, не можат да го состават денот со ден. Така да нема, јас не ни очекувам, ниту пак размислувам на тој начин и верувам дека ќе биде така. А она што се однесува до НАТО структурите, па нели во моментот кога значи го сменивме уставот, односно го сменија уставот, не јас, го сменија уставот, дали подплатени, дали купени, дали предавници, како сакаш нарече ги, меѓутоа се постигна таа цел да се смени уставот.
главната и единствена гаранција беше дека НАТО ни гарантира и надворешна безбедност и внатрешна безбедност. И сега потврдуваме со тоа што го гарантиравме дека и внатрешна безбедност, значи истите тие луѓе. Но во секој случај да не влегувам во теми кои мене навистина не ми се многу од струка, но во секој случај ние како граѓани на Република Македонија имаме две обврски. Односно обврска да се бориме против надворешна агресија, што за мене агресија не е само војна агресија, агресија на идентитет, на култура, на историја и на се што она го сочинува македонскиот или албанскиот народ и да се бориме против внатрешната неправда или внатрешното подчинување на сопствените граѓани. А тоа ние можеме да го направиме многу лесно, затоа што ние не сме денес заедно во оваа држава, ние со стотици години живееме во оваа држава, делиме иста судбина, исто добро, исто зло, значи и балканските војни ги војувавме заедно, и Првата светска војна ја војувавме заедно, и Втората светска војна ја војувавме заедно, па и демократијата, односно преминувањето во демократско општество сме заедно. Така да јас во никој случај ниту верувам, ниту значи некој може да ме разубеди дека ако Дуи падне од власт, а Дуи по се изгледа, значи јас ова сум го кажал и пред неколку месеци, на 9 мај Дуи си заминува од власт и никој на Дуи со Тапија не му гарантирал дека ќе биде и понатаму вечно во власта на оваа држава. Така што верувам во прогресивни сили дека новата влада, без разлика значи кој ќе биде во неа, а јасно се знае дека новата влада и после днешните преговори ќе составуваат ВМРО, Влен и можеби Максим Димитриевски, но во секој случај е многу битно да преземањето на власта или примопредавањето на власта да биде на мирен начин, затоа што ако се обидат да направат било што, тогаш јас сум убеден дека ќе настрадаат поединци кои навистина немаат никаков интерес да се наруши јавниот ред и поредок во државата. Значи само поединци, можат да се пуштат неколку поединци да направат некоја галама и ништо повеќе од тоа. И цехот да го платат за тоа тие, како што имаме, значи во последните 10-15 години многу невинни осудени луѓе, недокажани нивните вини, недокажан нивниот криминал и лежат по затвори, а иницијаторите за таквите ситуации, како што беше Диво населје и сите други работи, и ден денес ништо не фаќа. Ништо не ги фаќа, едноставно си уживаат во она што им го овозможи власта, владењето или им ги овозможија функциите или им ја овозможи значи државата, а тоа сме ние граѓаните. Убаво кажано, морам да питам. Затоа што јас се изминувам уште ова. Значи јас очекувам, како што рече и господинот Ѓурчевски, да на 8 значи Европски фронт или сето тоа треба да се има еден народен фронт, масовно да излезат луѓето на гласање, точно да се определат за она што се тие убедени и едноставно со молив да го решат проблемо на Република Македонија, на идното владење со Република Македонија. Би сакал да има повеќе луѓе како вас, господине Велију, едноставна логика која што кажува многу, меѓутоа Македонија се уште ја учи. Демократијата е, само да кажам, Лјузин Фаризи, кој што така доаѓа во нашето студио често пати за анализи, вели во Македонија е успех се уште кога имаме мирни избори. Демократски тоа е веќе нешто друго, затоа што притисоците кои што се прават директно и индиректно врз луѓето и тоа како ги надминуваат демократските стандарди. Но, господин Ѓурчевски, не е некоја тајна дека во Македонија, нема да речам влада е криминалот во Македонија, нема да бидам толку дрзок, меѓутоа факт е дека криминалното милје и тоа како е силно, особено последниве години, не дека го немало претходно, и дека шурува со одредени структури политички и токму од нив ја добива онаа заштита која што им овозможува да работат
како што сакаат, без никој да им противречи. Тоа што рече господинот Велију на крајот на денот, оние што се горе да се излечат, а страдаат обично луѓе кои што или се невини, или луѓе кои што се најмалите штрафчиња во целата приказна. Колку може тоа криминално милје прво објективно да влијае на политичката слика во Македонија, а второ, ќе може ли Македонија да се носи со нив по создавањето на новата влада, каква и да биде таа, затоа што ќе се соочи со непријател, државата ќе се соочи со непријател кој што долги години имал отворени раце да прави што сака, бил доволно моќен да биде држава во држава. Ако смеа. Значи, кога зборуваме за организираните криминални групи и спрегата со политичките елити, тогаш доаѓаме до системот на неказнивост кој што години наназад беше обезбеден за сите тие криминални групи кои што се представуваа и сакаа да изигруваа дека се они власт овде во Република Македонија и од ними доаѓа главната опасност од евентуално, пак ќе кажам, од евентуално предизвикување на кризни ситуации за време на изборите. Знаете, ние како викаме во организираниот криминал и науката за организиран криминал што кажуваат. Криминалецот е најопасен тогаш кога се бори да го задржи украденото. Сега ние сме во таква една ситуација кога досегашниво владење во Република Македонија беше искриминализирано во поблага форма и таа спрега со организираните криминални групи може да доведе за да го задржат украденото, да предизвикаат одредени инциденти, но затоа јас и на почетокот кажав, а и ова во контекст на ова што досега го разговараме со господинот Велију, значи кажуваме дека државата има институции и тие институции мора да профункционираат, особено во попречување и овозможување на функционирање на уставниот поредок, односно решавање на тие кризни ситуации доколку се појават, сакале или неќеле полицијата, јавното обвинителство, судот мора да функционираат. Во спротивно, ја распуштаме државата, ако не функционираат, немаме држава. И ние мораме да бидеме спремни на тоа, како ние кажуваме во криминалистичките науки. Превенцијата е мајка на се. Репресијата е само последица на нефункционална превенција. И затоа сите овие дебати, сите настапи по медиумите, на сите експерти од сите области, било да е тоа економија, образование, здравство, меѓунационални односи и така натака, сите укажуваме на една состојба како да превенираме евентуална, значи да превенираме, да спречиме евентуална криза, да спроведиме фер избори, да имаме фер примопредавање на власта и после тоа, државата мора да тргне во еден сосема друг правец, односно да почнат да функционираат институциите, да се равчици со криминалот и корупцијата години назад. Но затоа рековме, имаме ситуација во која што криминалецот, убаво рековте, е најопасен кога треба да го заштити тоа што веќе го собрал, да. Сега, и ако имаме во предвид, сите овие афери кои што излегува, каде што станува збор за огромни милиарди проневерени буџетски пари, тогаш, значи, викам, ризикот постои, но превенцијата да го попречи евентуалното нивно експлодирање е тука и јас мислам и убеден сум и сакам да бидам убеден дека тоа ќе се случи, дека ќе имаме едни нормални избори, едни демократски избори, каде што јасно и гласно ќе добиеме сосема нова слика на политичка структура која што ќе раководи со државата во наредниот период и која што е должна да ги средуваат состојбите. Ако не покажат резултати, верувајте дека казната од граѓаните ќе си стигне. Кога тогаш, како и сега што си стигна. Колку време можеме ли вака во сега неблагодарно е да се зборува во временски интервали, но колку време ќе треба на една правно и функционална држава да се соочи најотворено со организираниот криминал? Видете, јас за тоа имам зборувано и пишувано доста. Доколку сакаме да спроведиме нормални истраги, Законот за кривична постапка јасно и гласно ги предвидел роковите на водење на истрагите. Од предистражната состојба, почетокот на истрагата и така натака. 3 плюс 3 месеци, тоа се 6 месеци, се сосема доволен период за спроведување на законита истрага, доколку во една област се сомневаме дека има криминал.
Така, јас често пати го експонирам онaj случај на земањето на евроврзницата од 920 милиони евра и изградбата на оние картонски болници, оние корона болници, јас ги викам картонски болници, во кои што за жал и најголемата трагедија загинаа 14 луѓе во Тетово. И сега никој не носи одговорност. Кабелот, да. Кабел, Шофер, јас ви тврдам, како човек со искуство кој што водел истраги и така натака, дека за 6 месеци може целосна истрага со сите вештачења и градежно и ова и она, затоа што мора да тргнеме од условите на градба, како биле во тендерот, со какви материјали, што, како, све. На крај се медицината. Прво треба да ги видиме тие услови. И затоа кажувам дека таму станува збор за евроврзница која што е злоупотребена во корона кризата. Вие знаете дека ниту една уредба со законска сила собранието не е потврди. Што е уставна обврска која ќе се создадат услови собранието. Меѓутоа тендерот не е за да се направи значи болницата, туку од овај панели, од онај прозори, од онај не знам ова, значи да се избегне кривичната одговорност. Тој криминоген фактор, добри истражители, јас ви тврдам дека и за 30 дена ќе го завршат и ќе излезат со соодветен поднесок пред судот, односно обвинителен акт. Затоа што на врвот на истрагата нели стои јавниот обвинител. Тоа е едниот дел. Не, дозволете, вкупното. Што правиме, се поставува прашањето што правиме со насилниот и бруталниот криминал. Со оние улични престрелки, со престрелките помеѓу организираните криминални групи, помеѓу мафијата, која што и натака се бори нели за простори, било да е тоа за трговија со дрога, било да е тоа за трговија со човечки органи, така натака, значи перење пари. Гледаме што прават. Да, гледаме што прават. Скопје, Значи тамо со оглед дека полицијата има соодветни евиденции. Кога полицијата ќе си ги имат овластувањата и ќе бидат заштитени, не дека пајакот ја нападнал полицајката во примена на овластувањата, него полицијата законито да си ги применуваат своите овластувања. Она што и на почетокот го кажавме, не да монтираме судски процеси, не да монтираме полициски процеси, не да имаме така, него законито постапување. Јас ви тврдам дека полицијата мора да победи и да го воспостави јавниот ред. Извинувам што значи треба да не заборавиме и сите треба да знаеме дека државата е единствено таа која има легитимитет и да искористува, применува репресивни мерки. Така е. Значи ние тоа го забораваме. Ама затоа реков збораме за држава која мора во секој случај да примени се што е закон, па и репресивната мерка. Затоа го спомнав пајакот. Значи, тоа се случи во 2017 година. Значи, од тој момент на полицајецот му е страв да преземи одредени действија кои што е должен да ги преземи, со закон е должен да ги преземи. Зошто? Затоа што власта и политичката елита го заштити организираните криминални групи, предводени од политички лидери, ја нападна, ја обвини полицајката, нели, така? Него го ослободи од одговорност и после тоа, ако земите статистика, јас на еден медиум ги замолив господата новинари да се обратат до МВР, за да им дадат податоци, за да видат за колку посто се зголемени нападите врз полициските службеници, врз инспекцијските служби, кои што исто така се овластени службени лица кои што вршат одредени јавни функции, јавни овластувања. И ќе видите дека за 300% се зголемени нападите и попречувањата на полициските службеници во вршење на полициските работи во последниве 7 години. И затоа дојдовме до оваа состојба каде што тук викаме. Меѓутоа тука јас би додал уште нешто друго. Голем прашалник се поставува и на тоа колку одреден број на полицајци си ја знаат својата работа. Така, кадровската политика. Кадровската политика ни е катастрофална. Како полицајци, како суди, како војнители, како значи ние едноставно веќе почнавме да произведуваме кадри од улица. Значи од улица сосема непрофесионални. Вчера, завчера гледав една емисија за Австрија. За да бидеш таксист во Австрија, мора да поминеш 20 испити и на крајот, значи, психолошки тест за еден обичен. Така е, да биде да си нормален, буквално, да. Ние од улица вработуваме полицајци, вработуваме медицинари, вработуваме суди, вработуваме. Значи, едноставно, од сега натаму, она што кажа Драган, колку време ќе ни треба. Треба да бидеме свесни дека 80% во државата веќе
функциите ги вршат луѓе кои дефинитивно се со купени дипломи. Ако денес се затворат тие приватни факултети, најмалце ќе треба да поминат 30 години додека не се расчистат тие што веќе се вработиле, затоа што ако немаш основ да го избркаш од работа. Или да се направи тој ветинг, да видиме кој каде завршил, за колку време завршил, дали бил на испит или не бил на испит, е макотрпна работа, меѓутоа ако сакаме држава, тогаш мора да се напатиме со оваа работа. Во контекст на ова. Не, само кратко, во контекст на ова. Кога зборувавте за европските вредности и кога рековте дека ние имаме, јас се согласувам во целост, кога рековме дека ние треба да си ги завршиме сами работите дома. Ние цело време, значи 30 години назад, викаме намалување на јавната администрација, реформи во јавната администрација. На друга страна, ја политизиравме јавната администрација до максимум. Значи, таму се брзо решливи работите. Брзо се решливи и ова што викаме несоодветната кадровска политика, купените дипломи, фалсификатите и така натака, криминалот, корупцијата кој што владеет. Мора да го имаме тоа све во предвид, насекаде, на сите нивоа. Јас сум потполно свесен и сигурен, знаат господинот Драган, често пати го имаме и тоа коментирано, дека идната влада, можеби првиот 4-годишен мандат треба да гази низ трње. Она што викаме низ трње и низ камења, за да постигнат резултат, за да вратит некоја нормална состојба во државата за незино функционирање. Јас така нешто од 90-та година наваму веќе гравитирам и во влада. Се сеќавам 90-91 година во зградата каде што се наоѓа владата на Република Македонија. Покрај владата беше Министерство за надворешни работи, Министерство за наука, не знам уште Министерство за стопанство и пола канцеларии беа празни. Денес, значи само влада, во секоја канцеларија имаш по 4-5 вработени, едни од ДУИ, други од СДС, трети од ВМРО, четврти од не знам од каде, не комуницираат меѓу себе, само се шпионираат и едноставно ние не можеме да ниту европски вредности да постигнеме, ниту пак да овозможиме нормален живот за нашите граѓани. Луѓе, државата ни се намалува секој ден. Значи, демографски сме катастрофа. Младите ни бегаат секој ден. Утре за утре ќе носиме работници од Бангладеш и од Непал, од Непал и од Индија. Замислете ако дојдат од Бангладеш и од Непал и од Индија 100.000 луѓе, 100.000, па за 5 години етногенезата ќе ни се смени. Да, ќе стане азијска држава. Инаку можеби како еден како да кажам символичен опис на тоа што е владата за која што зборувате. Денеска гледав на Алфа телевизија, во таа преполна влада во која што не се знае кој пие, кој плаќа, не е искосена тревата. Значи имате метар и половина трева. Не е искосена. Влеговме во една состојба во која што навистина системот шлајфува и ќе биде живо чудо да се извлечеме на кратки стази. Јас се надевам ќе имаме волја и сила за барем на среден рок да направиме нешто. Но господине Вели, вие сте немилосрден во критиката, би рекол, и на владачката ДУИ, меѓутоа не ги штедите ниту вреди, така? Што е според мене исправно во оваа ситуација во која што ДУИ би требало да излезе од власт. Сосема е можно и да победи, условно кажано, во албанскиот блок со некој пратеник, меѓутоа околностите налагаат дека вреди ќе бидат тие кои што се посакува на партнер за ВМРО ДПМН. Денеска имаа средба Таравари и Христијан Мицкоски, за која што не се зборуваше кој знае колку, освен дека се видели, дека разговарале околу евентуални можни коалицирања и потоа дојде тоа што Горан го спомна, па сакам да ве прашам една изјава на господинот, само да го најдам, Конјувца се вика, тој е претседателот на Косовскиот парламент, да, човек кој што важи за десна рака на господинот Курти. И сега, Курти нескриено ги подржа Влен, односно вреди во борбата, условно кажано, против ДУИ. Од друга страна, од Албанија, од Тирана, Еди Рама ги поддржува ДУИ. И сега, доаѓа порака на господинот Конјувца, кој што вели, немојте да поддржите Гордана Седјановска Давкова, таа има антиалбански наратив, не знам што. Како може да се протолкува ова буквално на 2 дена пред изборите ваква порака и тоа во момент кога Таравари се среќава со Христијан Мицкоски? Вака, сега јас она што го знам за ДУИ, го знам веќе 20 години, го знаеме сите.
Така да, јас во никој случај не можам да се согласам со она што се случувало. Едноставно се зборува, например, еве не сакам да рекламирам цигари, за законот за јазици. Прочитајте ми како ми пише овде. Добро. Пушењето е штетно за вас или на кој јазик? На македонски, да. На албански? Па не гледам. Не гледаш на... Еми се албанците нека се трујат, така? Добро, има логика. Значи нека се трујат, не веќе ако зборуваме за некои постигнувања, што за мене едноставно нема никакви постигнувањата се само за една група луѓе, јасно. За една група луѓе. Што ми се допаѓа во Влен? Јас точно ги сум критичен и кон нив, затоа што може би од неискуство во политиката, иако се доста искусни, сите се луѓе кои доаѓаат од политиката, меѓутоа луѓе кои не биле во власт, може би не знаеа да ја искористат ситуацијата со кандидатските листи, пратеничките листи, тука имат некои люфки, но она што мене ми дава за право да верувам, значи во последните 20 дена, скоро и да ја нема таа романтичка реторика, патриотизам, она, него едноставно се концентрирани директно кон борбата со криминалот и корупцијата. Затоа што единствениот проблем, значи, кај нас во Република Македонија е криминалот и корупцијата. Ако се реши криминалот и корупцијата, тогаш се решаваат сите други прашања. Затоа што луѓето кога се гладни, тогаш размислуваат зошто македонците имат повеќе, зошто албанците помалце, зошто тетовчаните имат повеќе, зошто струмичаните имат помал. Значи тогаш размислуваат на тој начин. Кога ќе се расчисти со криминалот и корупцијата, а со криминалот и корупцијата можат да расчистат, како што каже и господинот Ѓурчевски, сите институции од МВР кои се истражни и не знам как, обвинителството, ние имаме неколку категории на обвинителство, од основни обвинителства, од висше обвинителство, државно обвинителство, обвинителство за организиран криминал, гојање. Меѓутоа, никое од овие обвинителства не функционира. Зошто не функционира? Тогаш треба да се прашат тие обвинители што правеле, зашто земале плата, значи земат плата над 78% повеќе. Што прават? Дали некој им води рачун или сметка колку предмети завршиле во текот на 1 месец или во текот на 2 месеци. Така да, јас апсолутно не се сложувам некој да навлегува во внатрешната политика на Република Македонија. Да, може би да има симпатии Еди Рама кон Али Ахмети. Курти да има симпатија. Дадо, ако не се лажам, и почесен граѓани на Тирана. Не случајно, значи па се разбира, не е на 5 дена пред избори тоа. Наистина не можам да сватам зошто ја дал таја изјава Конјувца, господинот Конјувца, но во секој случај националните или ајде да кажам ако националисти, ако сопствената заштита или заштитата на сопствениот идентитет, на идентитетот на сопствениот народ или сопствената етничка припадност за некој значи национализам, то за мене не е сватливо, затоа што јас како албанец сакам да се почитувам, да се штитам сабион себе си, нормално е дека и тој македонецо сака да се штити и да си ги негува своите културни вредности. Меѓутоа, што е наше заедничко? Наше заедничко е сите заедно кои живееме во Македонија да бидеме грб на еден кон друг, да се штитиме заедно сите. Затоа што ако на мојот сосед македонец не му е мирна душата, не може мирно да спие, јас не можам да бидам среќен. Или обратно. Така да, сите заедно сме ја граделе, ја градиме и мора да ја градиме и понатаму ова држава. Затоа што на граница, кога поминуваат и македонци, и албанци, поминуваат за никош да не се вратат повеќе. Тоа е точно. И затоа кажав дека јас, значи, ќе ни се смени Гено ќе ни се смени ако дојдат 100.000 Непалци. Не, видете, во врска со тоа, со оглед дека сум човек кој што предолго работи во албански средини, многу добро го знам менталитетот на албанците, начинот на функционирање и така натака, пак ќе се навратам на онај дел околу тие изјави кои што доваѓаат и од Косово и од Албанија и ова што беше господинот Али Ахмети прогласен за почесен граѓанин на Тирана. Мене се повише ми оди во прилог на она што
што го кажував и што како теза го развивам, дека тоа се последните моменти од неговото политичко влијание врз политиката во регионов генерално и негово културно едно тргнување на страна Се зборуваме за Али Ахмети, за Али Ахмети, едно негово културно тргнување на страна, на што предупреди господинот Изет Меджити уште пред 2 години и доколку тогаш господинот Али Ахмети го разбереше затоа што одењето на Изет Меджити против оние кои што се генератор на корупцијата и криминалот во таа политичка партија, алудирајќи на господинот Артан Груби и на господинот Бујар Османи, ако тогаш господинот Али Ахмети застанеше на страната на Изет Меджити, немаше да дојди до овај раскол внатре во Дуи, кој што им се случи, но тој се одлучи поради кои причини се уште истражувам, но имам некои своји сознанија и како силни сознанија зошто ги заштити господинот Артан Груби и Бујар Османи, а се откажа од можеби еден од своите најверни следбеници, господинот Изет Меджити, кој што во тоа време и како политички надоваѓаше кон врвот, односно блиску до идеите и платформите на Али Ахмети, и затоа викам, затоа се случи оваа поделба внатре и оттука сега како некој од Косово и од Албанија да се трудат целата таа работа некако да ја легнат, со оглед дека и на ними им е потребно, како ние што викаме дека потребно е се македонско обединување во време кога Република Македонија е нападната од многу центри на мојчи од внатре, од самата од внатре. Истото важи и за албанската популација во Македонија, дека не им се потребни вакви поделби, кои што вакви поделби можат генерално да продуцираат некои кризни односи внатре меѓу ними, кои што не би завршувале добро. Ме разбирате зошто ова го кажувам? Го кажувам затоа што сведок сум на она пукање што се случи во 2000 година кај породилно Чаир, кога имавме неколку убиени, беа жртви албанците. Сведок сум на она, односно современик сум на она што се случи пресметка внатре во Дуи пред штабот во Мала Речица, пред 3 години, 4, ако не се лажам. Предходно во Куманово, така натака, каде што сепак меѓу себе и жртви се албанците. И затоа често пати јас знам да кажам дека граѓаните албанци, честниот албанец се жртва на тие неколку олигарси кои што дојдоа на власт без динар во џебот, знаејќи ги од малолетници, ги знам некој во Чаир, затоа што јас бев главен инспектор во Чаир долги години, 12 години таму работев, ги знам од деца, дојдоа без динар во джепа, сега тежат милиони. Многу мина во Македонија така влегоа во влегоа, точно така, тоа важи и за македонците, тоа важи и за македонците, тоа важи и за Патреков пола политичари влегоа во политиката со опинци. Точно тоа. Но сега се господа. Господине Велив, не можеме да го одбегнеме, се разбира, прашањето за исламската верска заедница, многу важно прашање. Вие бевте порано муфтија во Битола и тоа како сте запознаени со ситуациите таму и во тој опсег би рекол сте така немилосрден, критикувате без влакна на јазикот и она што многу мина ги интересира е влијанието на актуелните политички моќници на Дуи, конкретно, да не шириме многу, врз исламската заедница, со оглед на тоа дека исламската верска заедница има и тоа како силно влијание врз граѓаните, албанци, турци, сите муслимани воопшто во Македонија, кои што едноставно врз основа на религиозна припадност сакаат да им веруваат на луѓето од заедницата, на верската заедница се разбира, мислам, и го слушаат нивниот глас, веројатно со почит. До 2013 година исламската заедница беше апсолутно автономна и самостојна. 2013 ние требаше да организираме и веќе го организиравме протестот кој требаше да се случи на Камениот мост во заштита на Бурмали џамијата. Значи, меѓутоа, пред самото случување тука беше веќе организацијата беше со присуство некаде околу 150.000 луѓе требаше да присуствуваат. Значи, тоа беше дефинитивно завршена работа. Во последен момент, со изговор на тоа дека можеби ќе се упикаат или навлезат провокатори, така да ако влезат провокатори, ние не ќе можеме да контролираме ситуацијата, ќе избега од контрола и тој протест отпадна. После дознавме дека
во тој момент веќе исламската заедница, односно челниците на неколку челници на исламска заедница, веќе биле ставени под хипотека на тогашните двајца високи функционери и на едната владеачка партија на ДУИ и од страна на ВМРО. Така да, 2013 година исламска заедница изгуби автономијата и самостојноста, додека 2020 година со предавството што најблиските луѓе му го направија на Сулейман Реджепи, значи му го забија ножот в грб. Тој е предходниот поглавар. Значи 9 дена пред да му го забијат ножот в грб и тоа во Гостивар на многу нелегитимен начин, значи не уставен начин према исламската заедница, држа монолози по телевизиите дека Сулейман Реджепи е најмаркантната личност, најова, најона. Значи стално пред очи го лажа, го гледа во очи, го лажа и му го забија. И тогаш со инсталирањето на Шакир Фетаку за поглавар на исламска верска заедница, ДУИ потврди дека ја превзеде власта во исламска заедница. И во моментот со исламска верска заедница владее ДУИ секоја чест. Јас тука сакам да подвлечам дека во исламска верска заедница има апсолутно многу честни луѓе. Значи, има двајца, посебно два-тројца муфти, сите професори што се во образовните институции, имамите, муалимите, кои си ја работат честно својата работа, меѓутоа од притисокот на шефот, тие мора да постапуваат така како што постапуваат. Затоа што ако за волја на вистината исламската заедница, значи не дека може да биде моćна и влијателна, исламската заедница секој петок одржува, буквално би рекол, митинзи со своите верници. И доволно е да ги упати како и на кој начин да гласаат. И сега, наместо да им се упатат правите вредности на верниците, дека да, треба да излезите честно и поштено на гласање, да гласате за оне што сакате, мислите и да бидат слободни во изборот, затоа што во џамија доаѓаат и припадници на ДУИ, на СДС, и на ВМРО, и на ПЦЕР, и на не знам, на турска партија, меѓутоа исламската заедница треба да биде над политиката, аполитична, односно да соработува со сите кои ќе ја раководат утре државата. Но во овој случај гледаме муфтијата на Гостивар трча од куќа во куќа за да собира гласови против Влен, другиот во Скопје, така, третиот, не знам, во Битола. Како едноставно поголемиот штаб на ДУИ во исламска заедница отколку во самите штабови на ДУИ. Сега можам да бидам мака наивен или лаик, условно кажано, во целата работа и да речам, имав еден разговор со свештено лице пред повеќе години и кога ме интересираше повеќе за МПЦ во случајот и незините инклинации со политиката, и тоа лице ми рече: нас не интересира вечноста и ние времето не го мериме во 5 години, 3 години, 10 години, 20 години, додека некоја политичка структура е на власт. Нас тоа не интересира. И така би требало да биде и сакаме да веруваме дека е така. Меѓутоа секоја чест за него, најверојатно единка е во секој. Меѓутоа зошто дозволуваат? Извинам Јучевски. Пари се во прашање, сега сум најдиректен, или е во прашање дополнителна моќ? Не ми јасно. Обезбедувањето прво ќе се вратиме кај имамите. Например, поготово во Скопското муфтиство, имамите денес во Скопското муфтиство имаат помала плата од минималец. Значи 6-17 денар. Па за тоа не се живее, да. И секако дека со тие пари не може да живее 3 дена од месецот, а камоли да го само сметки и лепо, да, јасно. Нормално и поглаваро има толкава моќ, што може да разрешува, може да поставува. Може да разрешува кого сака, како сака, кога сака, а нема совет некаков, нема, јас малку тука не функционира ништо. Значи, најголемо тело на исламска заедница е собранието на исламска заедница, меѓутоа апсолутно нефункционално. Се донесе нов устав некаде 2008 година, меѓутоа од тој устав требаше да произлезат и други нормативни акти, правилници, сето тоа, не се направи ништо тоа и едноставно сега е апсолутно беззаконие, безвластие и едноставно еден човек што јас верувам дека и убеден сум дека со промените на политичката власт во Република Македонија нема да се одмине ниту исламска заедница и тука ќе се случат промени и секој еден ќе мора да
поднесе рачун или да одговара, да положи сметка за она што го направил и што не го направил, а требало да го направи, затоа што милоста кон угнетувачот е неправда за угнетениот. Се согласувам, меѓутоа тука веднаш ми паѓа на памет еден момент, ако почне да се исправаат условно кажано работите под влијание на секуларната власт, во секој момент господинот поглавар на исламската заедница или тие околу него може да кажат еве државата ни врши притисок. Не. Тука државата не мора да се меша воопшто, меѓутоа државата досега го штитеше криминалот во исламска верска заедница. Затоа што на пример ние 2019 имаме поднесено кривична пријава до основното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, меѓутоа сето тоа остана во фиоки. Државна финансовата полиција со претходниот директор, тој предмет со 117 докази го остава во фиока. Управата за финансиско разузнавање молчи, УЈП молчи, Министерство за финансии молчи, МВР молчи. Единствено ДСКС, значи Државната комисија за спречување на криминалот, излезе со наоди од она што ние го кажавме како докази, тоа излезе со наоди уште за 10 милиони евра, значи од Министерство за финансии и наод од Централниот регистар. Меѓутоа, обвинителите, судиите, сите, значи, работеа на страна да го заштитат, значи, криминалот во самата исламска верска заедница, а тоа им одговараше и на одреден број на политичари, затоа што ако некому му ја стапнеш опашката, тогаш тој ќе молчи. Инаку, ние никогаш не бараме, ниту има потреба да се меша државата во внатрешните работи на исламската или на МПЦ или на било која верска. Меѓутоа, да не го попречува праведното работење и домаќинското работење и во исламска заедница или во било која друга. Сега, овие институции кои треба да го заштитат, значи, праведното работење или да го сузбијат криминалот во овие најчувствителни институции, значи, тие институции ги заштитуваат. Ете, тоа е, инаку, секуларната држава нема што да се меша, ама во државата, пазете, има закони, не може дека е исламска верска заедница или МПЦ, па некој да кради колку сака, да не плаќа даноци, да не плаќа ова, да не плаќа ова. Согласиме, Не, во контекст на ова што го кажува, што го изнесе господинот во врска со состојбите во исламската верска заедница, нека е Македонската православна црква, јас ќе го поврзам со законот за Сдружение на граѓани и фондации, односно ќе се вратам на спортските федерации и последната афера, пошто јас бев поранешен член на управен одбор на фудбалската федерација и последната афера со проневерата на околу 5 милиони евра пари во Агенцијата за млади и спорт и во Македонскиот олимписки комитет. Со ваучерите, така? Со ваучерите. Зошто реков дека ќе го поистоветам? Значи секаде каде што власта, односно моćници од политиката ќе се вмешаат во она што се граѓански работи, а религијата е исклучиво граѓанска работа и таа си се одвива согласно уставите и статутите, законскиот поредок на Закон за правна положба на верските заедници и нивните устави и таму државата и политиката нема што да барат. Значи таму државата може само да се грижи дали редовно се плаќа даноци и така натака и не сме да им се мешат и да им наметнуваат одредени решенија и одредени кадрови да водит она кадровска политика. Но со оглед дека кањас имаме една состојба во која што господинот многу убаво го кажа, ние ги доведовме тие службеници кои што имаат најголем авторитет кај граѓаните, било да се тоа оџите, било да се тоа поповите, ги доведовме на работна социјална екзистенција. И штом вие сте ги довеле на работна социјална екзистенција, тие се жртви на уцени, на закани, на подкупи и така натака. И тука веќе губите смислата на било што. Ако сме реални, тоа му се случува и на секој граѓанин посебно. На секој граѓанин секој човек што може да го купите за 50 евра или за вреќа брашно. Тоа е тоа. И затоа јас пак ќе се вратам на почетокот на изборите на оние безбедносни ризици. Ме потсетивте со вреќа брашно. Вие гледајте што ни се случуваат на сите 30 години во населбата Шуто Оризари.
Па Не во само време... што- Не, Но викаме, што јас ја земам неа, пошто таму сум бил и главен инспектор и знам што е и како било. Значи, од вечерва и утре вечер, во време на молк, ќе почна да се делат пакети, Прво е зетини... понижувачки. Прво е понижувачки, Апсолутно точно понижувачки, така. затоа Точно што така. еден Точно човек така. да го купи со една врека брашно е, меѓутоа за жал, кај нас е се на продажба и тие па и поголеми луѓе кои се Така. сметат Така. за попаметни или по Авторитетни. авторитетни и тие се продаваат меѓутоа за поголема цена. Така е. Ништо Така. повеќе. Тоа е Значи тоа е проблемот кај нас. Тоа бе Лиду, Љубомир Ѓурџевски, благодарам за гостувањето, мене ми е многу интересно, меѓутоа пројде времето. Едноставно пројде времето, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието вечерва, за 20 и колку 5-6 минути започнува изборниот молк, одморете, утре размислите што е, како е, а во среда сите на гласање. Барем да ни овозможевте да ги повикаме граѓаните масовно да излезат на се избори, да подразбира, гласат, тоа се да подразбира. гласат и така натака и така Тоа се натака. подразбира, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва, утре во 15 часот не сум сигурен дали ќе има реприза нова издание, бидејќи не смее да се зборува за политика, но утре вечер така. Но утре вечер јас и Горан Момировски ќе ви се јавиме во живо со малку поинакви теми. До тогаш пријатно.